Во група од 94 мигранти спасени на море и доведени на Малта, 65 се позитивни на COVID-19, соопшти денеска Министерството за здравство на Малта. Тоа е најголемото жариште откриено на Малта од почетокот на епидемијата на коронавирусот, што избувна на 7 март. Националноста на заразените се уште не е објавена. Министерството за здравство соопшти дека досега биле тестирани 85 мигранти, додека другите чекаат да бидат тестирани. Лекот против артритис Актемра на швајцарскиот фармацевски концерн Рош не е успешен како терапија на пациентите инфицирани со новиот коронавирус. Клиничката студија покаже дека Актемра не довел до никакво подобрување кај хоспитализираните пациенти кои имале воспаление на белите дробови предизвикани од COVID-19. Исто така ниту бројот на починати не е намален со користење на тој лек. Рош најави дека ќе продолжи со тестирање на употребата на Актемра против COVID-19 во комбинација со други лекови. Повеќе од 4,8 милиони луѓе се погодени од поплавите предизвикани од монсунските дождови во Бангладеш. Центарот за предвидување и предупредување од поплави во Бангладеш предупреди дека ситуацијата може да се влоши, бидејќи во следните денови можно зголемување на нивото на реките во централните области околу Дака. Поради поплавите, над 1 милион луѓе од крајот на јуни ги напуштија своите домови, а најмалку 41 човек загина, од кои 31 дете. Најголем број од загинатите се удавиле во најдојдената река. Во 1988 година 2/3 од површината на Бангладеш беше поплавена, додека сега 31 од вкупно 64 административни окрузи се под вода.